продолжуваме со нашата утренска тема. 5 минути пред 8 часот, ова е термин кој што е предвиден за теми кои што се општествено значени, теми кои што сметаме дека треба да ги обработуваме со оглед на тоа што сакаме да добиеме одговори на некои прашање и тоа секогаш преферираме да бидат одговори од стручни лица. Денеска ќе зборуваме за семејното насилство, поточно она кое што не иницираше да отвориме оваа тема е зголемениот број на случаи на семејно насилство и она кое што за жал е честа информација во текот на денот, која што можеме да најдеме на интернет или да слушнеме на информативните изданија на медиумите. За жал тоа е така и тоа зборува дека сме далеко од она свесно живење или нешто што треба да биде еден составен дел од можеби еден мир и спокој или како велиме хармоничен живот. Семејното насилство е нешто што е на другата крајност, но зошто тоа се случува, што е најголемата причина за зголемување на бројот на семејно насилство и нешто повеќе или постручно за ова во продолжение со мојот гостин, доктор Крста Мањановски, психолог и, па можам да кажам, слободно редовен гостин во нашата утренска програма, особено кога зборуваме за вакви теми. Добре ни дојдовте, доктор Крста. Добар ден и за вас и вашите гледачи. Би било добро на почеток воведно се разбира за да имаме еден тек во самиот разговор, иако не е за прв пат да зборуваме за семејното насилство, ни дава за право токму тоа кое што се случува да ги отвораме почесто овие теми или овие прашања, воведно да кажеме или да го дефинираме семејното насилство, не дека некој не знае што тоа значи или дека не може секогаш кога сакаме информација да најдеме и да прочитаме, но во интерес на нашата целина или концепт на разговор. Пред отприлика година и пол се донесе новиот закон за семејно насилство, за спречување на насилство на жените и семејното насилство, со кој закон сметам дека некои отворени прашања се затворија. Законот е во принцип многу добар, со тоа да основно најголемиот акцент е ставен на превентивата. Зошто ја имаме бројките кои очигледно се зголемуваат и некои феномени кои навистина се, да не кажем трагични, меѓутоа навистина изгледаат трагични. Првенствено заради пријавувањето. Основната работа во семејно насилство е да се пријави, да не трпат жртвите на семејно насилство. А кои може да бидат жртви? Се знае. Првенствено жената, децата и најтесното семејство. Општо се познати видовите на семејно насилство, тоа е физичкото насилство кое доминира во принцип за пројавувањето, психичкото насилство, сексуалното насилство и економската зависност, односно насилство. Најтешко од сите за докажување е психичкото насилство. Заради од многу причини, меѓутоа од друга страна и самото пријавување најчесто е заради физичкото насилство кое станува неподносливо до моменти кога дефинитивно мора нешто да се направи и жената најчесто која е жртва на семејното насилство тоа го пријавува. Очигледна е бројката на зголемување, особено после, да не кажам, затоа што се уште не е завршена пандемијата, после овие 2-3 години кои на некој начин тоа се толку наголеми да се зголеми да навистина е веќе проблем станува во општеството. Да. Обично, секогаш кога се зборува за семејното насилство, прво е и она кое што меѓу другото и вие го кажавте, дека никогаш не треба да се молчи, односно да се трпи семејното насилство, туку треба да се побара помош од некои што се надлежни институции за тоа. Но не е тоа една чиста состојба, можеби во последно време ќе видиме и понатака ако успееме да допреме и до оние институции кои што можеби ќе ни ги дадат тие релевантни одговори, колку и дали е зголемен на бројот на луѓе, најчесто жени кои што бараат помош и дали тука е малку подигната свеста, но ја спменавме и пандемијата, а се прогнозираше дека по завршувањето, односно по стивнувањето на пандемијата со COVID-19, некако ќе излезат на виделен или на површина некои, да речеме, негативни страни или ефекти кои што можеби таа ги донесе. И прогнозата беше дека можеби ќе се зголеми бројот на семејно насилство, што се покажува како така. Но тоа не е единствената причина. Апсолутно. Тоа може би е само еден фактор, а постојат многу други фактори. Зошто е тоа така? Велите се работи на превенција. Превенцијата е едно големо прашање,
кога зборуваме за превенција, особено кога станува збор за семејно насилство, тоа е и долготрајно кога се зборува за превенција. Така, огромна позитивна работа направи медиумите и нивните кампањи за видливоста, односно за препознатливоста на семејното насилство. Знаете што, ако гледаме дека нешто се случува во општеството, особено после пандемијата, каде што во принцип очекувавме, дури и заклучоци од Светска здравствена дека депресијата ќе се зголеми, меѓутоа очигледно се излажаме. Се зголеми анксиозноста. Анксиозноста кај секој човек, а особено во семејството, во еден затворен систем, очигледно е како продукт за семејното насилство на виделина и ако на тоа го додадеме превентивната улога на медиумите, односно желбата да семејството се отвори, да никој не трпи во семејството и да на некој начин се кажат патоказите каде би требало да се пријави семејното насилство ако го има. За жал, се уште ние сме, да кажем, патриархална држава. Многу често се случува после пријавувањето, после неколку дена, пошто пријавувањето хуманитарната се го пријавува жртвата, да пријавата се повлече. Огромен број се причините зашто се прави тоа. Зашто е така. Првенствено заради децата, кои се директни учесници во семејното насилство. Што ќе се случува после? Каде ќе останат? Се уште во нашата држава доминира вработеноста на машкиот дел на популацијата. Останува жената без работа. Каде понатака? Што ќе се случува со незините деца и како? Иако системот, односно законот, ги предвидува скоро сите аспекти на згрижување како на жената, така и на децата во нашиот систем. Голем број се чудните манифестации, феноменолошки карактеристики на семејното насилство. Гледаме, освен жената, во центарот на случување се и најблиските роднини, односно родителите на сторителите. Јас во оваа прилика ќе спомнам еден случај кој навистина секогаш ќе се сеќавам, а тој е еден човек кој дојде во Центарот за социјална работа и кој на возрастот од прилика 75 години, кој кога ќе го видевте со сите тие хематоми на себе, стара и скината облека, навистина оддаваше впечаток на страшно злоставуван родител. Кој ни ја кажа целата ситуација како бил жртва од неговиот син и неговата снага. Сакам да кажам, во последно време многу често се јавува од најразлични причини, првенствено од материјални причини, да се жртви најблиските во семејството. Исто така се јавуваат и поранешни партнери, кои по најразлични основи, дали биле брачни или вонбрачни, не е битно. Го познаваме случајот пред година и пол, 2 години, оној трагичен случај што се случи во нашата држава, каде што од најразлични причини, кажувам, се случува семејното насилство. Инсистираме на превентивата, инсистираме на пријавувањето и инсистираме да овие постапки навистина се завршат. Зошто? Заради тоа што ако не се завршат, продолжува. Ако се врати сопругата, жената, девојката или во онаа куќа каде што се случувало тоа, сторителот зема поголем забав. Да може би во некои ситуации дојдат и со многу трагични последици. Неретко ваквите случаи на семејно насилство кои што се, да речеме, верижни или продолжуваат во континуитет, а од страната која што го доживува тоа насилство нема храброст или постои страв за пријавување, за жал се завршува со трагичен крај. Како што рековте, сме имале многу такви примери во минатото. Оно кое што е важно да се извлече од сето ова како порака или како поука или на некој начин нешто што треба да е јасно за секој од нас,
кој што можеби се нашол во некаков вид на семено насилство или за секој кој што во моментов можеби се соочува со тоа е дека единствениот начин да се спречи тоа е да се стави крај и да не се плаши од барање на помош или она кое што ќе се пружи од страна на институции кои што се надлежни за тоа, како што испоменавте најчесто поголемата причина зашто не се пријавува е токму тие сомнежи дека нели за децата стравот кој што постои и се она кое што можеби представува знак прашалник за нивниот понатамошен живот или за безбедноста која што ќе ја имаат. Но тука ќе ги споменеме и оние други фактори кои што влијаат во однос на сето она кое што ни се случува генерално и во рамките на нашата држава, но и глобално. Голем број турбуленции, не беше само пандемијата, пандемијата продолживме со се она кое што кади да се свртиме, се почесто се оние лоши вести, дали со војниот конфликт во Украина, потоа почнаа и овие сите овие, да речеме, политички проблеми и предизвици со кои што се соочуваме како општество, и тоа создава една пресија, создава едно секојдневно стресно живење, што веќе ја прелива и одамна веќе ја прелива чашата. За многумина тоа влие исто така дополнително да и секојдневно се зголемува таа нервоза. Тоа не е за оправдување, но е фактор кој што влие. Така е, знаете, несигурноста во живењето предизвикува кај човекот вознемиреност. И на кого таа ќе се исполни, ако не на најблиските тука, ако ама најмал тригер, може банална некоја причина. Ако на тоа додадеме дека на вистина имаме доста да кажам супстрати што се како што е алкохолот, како што е дрогата, тоа се се погодни причини да човекот влијаат и да тој или при најмала да кажам нервоза го направи нешто што навистина не би ни во сон не би го помислил. Ако исто така ако таа несигурност за вработувањето, неможноста да се истера месецот до крај, неможноста да семејството функционира како што треба, се исто така големи причини. Од друга страна, системот и законот предвидува згрижување, што мислам дека во иднина би требало да се повеќе ги го презентираме како можност да жртвата ја заштитиме, а сторителот се добие за доверба, веројатно немаа доверба апсолутно во системот, заради тоа што досега постоеше, знаете, има еден австријски модел и светот многу работи на оваа проблематика, каде што наместо да жртвата ја отстраниме од домот, што со новиот закон не е предвидено, ние ја тргнуваме, наместо сторителот го отстраниме од домот, ние тргнуваме жртвата. Ја сместуваме во системот. Сите знаеме дека постапките се итни. Во семејното наследство се, да ви кажам, мултисекторски се работи. Меѓутоа, колку ние успеваме да се координираме, тоа е друг знак да прашање. Знаете, ние имаме прекрасни закони. Овој закон е навистина добар. Ограничен со термини. Например, навистина каде што институциите на системот би требало многу брзо да реагираат, да ја заштитат жртвата, да ја сместат во шелтер центар или на друго место негде и да ги заштитат децата како и здравието на жртвата. Затоа што ние сме имале во минатото, да ви кажам, неверојатни трагични ситуации. Да жртвите бидат буквално претепувани, да буквално животот им зависи. А да не зборувам за психичкото наследство, кое навистина може би да доведе до неверојатни последици. Кога го кажам, ми текнува еден пример, знаете, во рок од 40 минути во канцеларија, ја не знам, мислам дека над 30 пораки на телефон беа испратени од страна на сторителот. Со неверојатни закани, со неверојатни навреди, со не знам што све, заради тоа што не сакав да ги читам тие пораки, иако жртвата ми ги кажуваш. Тоа е улеснување од страна на жртвата во врска со докажувањето. Да. Меѓутоа, целиот систем би требало навистина многу брзо да реагира. Брзината на реагирање. Тука го зборувам. Министерството на внатрешни работи, Министерството за труд и социјална политика, јавниот обвинител, судовите, Министерството за здравство да ја згрижи
мислам, во овој момент и законот предвидува бесплатно лекување и рехабилитација на жената. Разни психолошки советовалишта кои постојат во моментот. Меѓутоа, целиот тој систем треба да функционира. Да многу брзо функционира, да види жртвата дека не може да пројде неказнето, сторител дека не може да пројде неказнето. Дека на секој оној што сторува такво нешто му следува соодветна казна. И тука би требало повеќе да работиме во секој случај. Да. И веројатно строга казна и тоа да биде пример или предупредување за секој кој што можеби ќе се посегне под такво семејно насилство или физичко или психичко, без разлика, да знае дека нели казната е таква каква што е и дека ќе биде многу брзо казната, не да се одложуваат и да се одложуваат и да се анализираат тие. Апсолутно. Знаете, ние правевме обиди и многу чудни работи ни се случува. Например, после пријавувањето, после завршувањето да на жртвата и најдеме работа. Вие се сеќаваме примерно една акција во UNDP. Чудни работи е семејното насилство, многу чудно. Од бројката што имавме како пријави кои невработени жртви на семејно насилство, многу малку се пријавија за работа, што зачудува. За економско самостојување, што е една од причините и за да понатака се нормално функционира жртвата, нормално и децата. Привувањето брзо да биде на децата во образовниот процес, во градинките и сите тие работи, така да системот наистина во вакви ситуации мора многу добро да функционира. И брзо да реагира. Кој што исто така е еден составен неопходен дел од целокупниот процес или постапка. Не дека сакам да излегувам од темата која што е за семејно насилство, но од друга страна кога зборуваме за насилството, пак не можеме да замижиме пред фактот и пред она за кое што сме исто така секојдневно сведоци. Значи, ако го тргнеме семејно на страна, насилство исто така имаме секојдневно. Имаме агресија која што можеме да ја видиме и за жал исто така со трагичен крај. Пред некој ден, дали беше вчера или завчера, да не ме фаќаат за збор гледачите, а информацијата ја има, нели се случи убиство на 22 годишно момче во Струмица, токму поради некаква пресметка за паркинг место. И ова е само еден случај, за жал, еден пример од многуте кои што се случуваат. Можеби не сите се разбира со трагичен крај, но сепак со последици, психофизички последици кои што влијаат. И сето тоа го не засега и општествено. Не само за оние кои што се жртва на насилството. Го споменувам ова бидејќи истите фактори се. Истите фактори се кои што преднесуваат до такво насилство кое што гледаме по улиците или насилство кое што е предизвикано од никаква причина или од нешто минимално што не треба да представува од банална работа, наистина банална работа, паркинг место. Или ги гледаме и ги читаме многу често за дури погрешно да човек да го погледне некого или да буквално да претекне или стварно нивото на толеранција е на вистина најниско. Апсолутно најниско. Ја не знам што би можело се уште да се направи во врска со сообраќајот или да ги гледаме последиците, начините и сето она што ни се случува во секојдневниот живот. Сите сме возачи, меѓутоа толеранцијата, агресивноста во однесувањето во тие моменти е навистина зголемена. Веројатно повеќе се факторите, сигурно не може да биде еден фактор, а ако тоа се веројатно се пак ја спомнувам пандемијата која за жал веројатно ќе ни се повтори, не со можеби таков огромен број на болни, меѓутоа пак ќе ни се повтори и сето тоа исчекување на нешто што ќе ни се случува, овие политички фактори. После фактори од економските причини што е, ја го заокружуваат живењето на луѓето да биде нетолерантно, многу агресивно, да луѓето дефинитивно треба да побараат помош. Оние што сметаат дека постои можност нешто да направат, навистина треба да побараат стручна помош за да таа ниво на тензија да се намали. Затоа што не можете, неразбирливо е за паркинг место да го лишите некого од животот кој еден и единствен. Не било каква казна што после може да следи е, што да ви кажам, мислам, кога човек ќе ни отиде, тоа е страшна работа, нарочито кога ни одат млади луѓе. Така е. Уна кое што ете на крајот или како завршеток на овој разговор ќе го споменеме е дека ќе се надеваме на
онако што велите вие и го спомнавте на почетокот во однос на законот, кој повеќе се фокусира на превенцијата, дека ќе се работи повеќе превентивно, дека можеби секој од нас индивидуално ќе забележи нешто што кај него предизвикува анксиозност, што предизвикува можеби чувство на дека треба некаде или на некој начин да изјави некаква агресија, дека тоа не треба да се случува и доколку се посомневаме во такво нешто, свесно да изреагираме и да побараме помош за да се спречат ваквите случаи кои што ги имаме се почесто и едноставно кога веќе се случува дека навистина треба да се побара помош, надлежните институции бргу да реагираат, но и се разбира кога го зборуваме за санкционирање или казнување, тоа да биде на ниво кое што навистина е потребно за да исто така превенира кон зголемување на бројот на насилство, односно кога веќе зборуваме за семејното насилство, го ставаме акцентот на тоа. Знаете што, мислам дека сите мораме да бидеме активни во целата оваа ситуација. Заради тоа што ако негователката, зборам пак на примери, ако види дете кое е со доста хематоми, мора да го пријави. Многу често не се случува да не се пријавува. Сите би требало да пријават, комши и семејно. Слушаме нешто се случува. Чудно е менталитетот на народот да не сака да учествува во вакви ситуации, иако овие ситуации може да бидат навистина многу трагични. Дури во законот се кажува кој се пријавува. Дури и анонимно може да се пријави. Така да на некој начин го спречиме ова, а во секој случај, ако видиме дека нашата здравствена ситуација се влошува во одделот на психијата, навистина би требало да се побара помош за да не се случи нешто што е многу трагично во животот. Така е. Доктор Крстев, ви благодарам за вашето денешно гостување. Еве јавно ќе изразам благодарноста до вас како слободно можам да кажам психолог и експерт по овие теми, што секогаш одговарате потврдно на нашите покани. Сте наш гостин во утринската програма и зборуваме за овие значајни теми, од кои што верувам дека придонесуваме да и ние ја зголемиме свеста во тој дел. И кога зборуваме за нешто што треба да се прави е вистински чекор да го направат оние кои што за жал се жртви на семејното насилство и се надам дека ќе се видиме во иднина со некоја нова тема како би учествувале и ние во нешто што се вели превенција или едукација во оние значајни теми кои што не засегаат секој од нас, да не бидеме или да не живееме во нездраво општество, туку да одиме напред. Сигурно. Ви благодарам на поканата во секој случај.